Прекрасна изложба, рапсодија во чаша вино и морам да кажам еден интересен, меѓутоа и предизвикувачки за мислење наслов на изложбата на Владимир Темков. Навистина пред се честитки за, ако кажеме рапсодија, јас ќе кажам за овој раскош на убавина на прекрасните преку 80 уметнички слики. Ви благодарам на убавите зборови. Вака да ви кажам, овој наслов произлезе сам по себе во месец февруари, кога во Кавадарци се слави големиот верски празник, Свети Трифун, но полека, сакајќи или не полека, и во Македонија продира и оној другиот празник, Свети Валентин, каде што дел од младата генерација го обожават и сакат да го слават. И двата празника се врзани за љубовта, за здравието, за убавината. Во Кавадарци чашата полна со вино значи живот за кавадарчани, бидејќи тоа е производ од грозјето кое што е основен продукт на земјоделието во Тиквишијата, но кај мене како автор се појави една дилема, бидејќи имаше една голема изложба оваа година за Свети Трифун, една голема дилема што да порачам преку моите дела до младата генерација и така произлезе овој наслов, значи чаша во која што има многу вино, ама чаша во која што има и многу љубов. И преку сите тие елементи кои што ги насликав во неколкуте циклус слики за тој дел, произлезе самото име за целата оваа изложба која што е поставена во ова прекрасна галерија на Македонската академија на науките и уметностите. Сакам да ви кажам дека можеби овој простор, еден од најубавите галеријски простори во Македонија, па и пошироко, е престиж за секој еден автор. И мислам дека за мене лично е за окружување на мојата ликовна кариера со излагање на 81 дело во овој простор. Во претходните години, имам околу над 100 самостојни изложби, сум излагал во скоро сите познати галерии во Македонија, на Балканот, во Европа и пошироко во светот, но мислам дека овој простор ги надминува и секој еден автор би сакал да биде дел од ова. Мислам дека ова е врв на мојата кариера. Навистина, како велиме, жаргонски го грее просторот, прекрасните бои, ова е техника масло на платно, акрил. На 81 дело се тука прикажани. Ова представува една мала ретроспективна изложба, затоа што представен е поголемиот дел од моето творештво и во главном се слики кои што се изработени со масло на платно, во поново време акрил на платно, но колоритот кој што преовладува на овие дела е символ на моето децениско истражување во делот на боите на Тиквишијата, во делот на сонцето и топлиот воздух кој што преовладува во делот од Тиквешкиот регион, како и житните полиња и циклусот на птици кои што го заокружуваат моето творештво. Така да сублимат на сите овие циклуси е ова што го гледаме сега во овие простории. Навистина, поттикот за вас да сликате е уникатен, автентичен на поднебието од каде што доаѓате и мислам дека по-уникатно и оригинално не може да биде за еден сликар каде што си бара под своето поднебје поттик за она што треба да го наслика и да го прикаже на јавноста, меѓутоа и да остави еден белег за времето во кое што твори и живее, а вие навистина оставате еден прекрасен силен уметнички белег на просторите на Македонија, меѓутоа и не само во Македонија и надвор од нашата држава и мислам дека сме горделиви на вас. Она што кажавте
Ја заокружувам мојата кариера, јас лично познавајќи ве вас, мислам дека нема да застанете тука и јас верувам дека веќе почнува да се подготвува следната изложба. Кај мене во ателјето има уште неколку слики кои што се во фаза на изработка, кои што воопшто не се излагани, но јас мислам дека во оваков формат, како што е ова, 80 дела, во еден оваков простор, мислам дека, да, тоа е врвот на кариерата и сигурно дека сето она што ќе се создаде во наредните денови и години, ќе биде изложено, ама не во ваков формат, да. Потикот за ова изложба да биде и мината годишната награда за 11 октомври, која што беше доделена за животно дело, така да имам мотив. Имам мотив за што да работам и нели, да го види народот, светот да го види тоа што произлегува од мојата работилница, од моето ателје. Сосема на крајот ви честитам за изложбата и за навистина за оваа грандиозна, раскошна убавина што ја подарувате во, како што кажавте, уникатниот изложбен простор на Македонската академија на науките и уметностите, меѓутоа пред се на она што го дарувате за сопстената држава. Ви благодарам на убавите зборови.